gradjenje na opštine delegate, poštovani savetnici, poštovani nastavnici na samouprava iz Cingula. 38. sednica na svoje opštine delegate, sednica se održava u prostorijama na opštine delegate, što početok od 14 časa, dnešno malo posljedne, i do opravdane pričini na 29.24. godine. За работа го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записникот од одржаната 37-та седница на својот домашни. И за дневниот ред е дополнуваме со една точка. Правилник за изменување на правилникот за условите и критериумите и начин на изменување на општинските стипендии на ученици и студенти во општина Девлигавка. Сега ќе го прочитам дневниот ред по точки, па кога би дошло некоја на 8, односно 9 точка. Точка број 1. Предлог одлука за измена и дополнување на бюджетот на општина Девлигавка за 2024 година прв ребаланс. Точка број 2. Предлог одлука за распределба на средствата од бюджетот на општина Девлигавка за 2024 година по јавна објава на најавата за финансирање на програмски активности и издруженија и фондации. Точка број 3. Предлог решение за давање на согласност за формирање на групи со поголем број на деца во ЈОУДГ Борис Трајковски и Девлигавка за учебната 24-25 година. Точка број 4. Предлог заклучок за усвојување на годишната програма за работа на ЈОУДГ Борис Трајковски и Девлигавка за учебната 24-25 година. Точка број 5. Заклучок за усвојување на годишниот извештај за работа на ЈОУДГ Борис Трајковски и Девлигавка за 2023-2024 година. Точка број 6. Предлог заклучок за усвојување на годишниот извештај за работа и постигнатите резултати на Општинското основно училиште Димче Ангелов Габров во Девлигавка за учебната 2023-2024 година. Значи, по точка број 8 би дошло овој правилник за изменување на правилникот за условите, критериуми и начинот за задоволување на општинските стипендии на ученици и студенти на општина Девлигавка. И имаме под точка број 8 разгледување на барање од физички лица и точка број 9 советнички прашања. Да тргнеме прво со усвојување на записникот, па после ги гласаме односно дневниот ред. Дали некој бара збор по однос на записникот од одржаната 37-та седница на својот општина Девлигавка? Отварам расправа. Нема пријавени, а заклучувам расправата и записникот го ставам на гласање. Кој е за вака предложениот записник од одржаната 37-та седница на својот општина Девлигавка? Молам да крене рака. Едногласно, 8 гласа за и 11 отсутен, Доброправдата причини. Значи го усвојуваме записникот од одржаната 37-та седница на својот општина Девлигавка. Сега застава прави точка за новата точка за дополнување на дневниот ред на гласање. Дали сте согласни по точка број 7 да влезе овој правилник за изменување на правилникот за условите, критериуми и начинот на изменување на општинските стипендии за ученици и студенти од општина Девлигавка? Молам да гласаме кој е за да ја вклучиме оваа точка за дневниот ред. Едногласно, 8 гласа за, нема против, нема возражање. Дневниот ред го ставам на гласање со 9 точки на дневен ред. Кој е за вака предложение? Дали некој бара да дополнува дополнително на дневниот ред, запрашам? Не бара, тогаш овој дневен ред го ставам на гласање. Кој е за вака предложение дневен ред? Молам да крене рака. Едногласно, 8 гласа за, нема против, нема возражање. Благодарам. Почнуваме со седмицата. Имаме представник. Добро. Предлог одлука за измена и дополнување на бюджетот на општина Девлигавка за
почитувани советници, потребата од овој прв ребаланс ја видовме во следното дека добивме известување од Министерство за финансии, со кое што ги добивме новите бројки од пренесените дотации, од блок дотацијата за образование, која што се зголемува, потоа блок дотацијата за дејности од областта на културата и за детската заштита и секако кај делот од дотацијата од ДДВ, односно делот кај општината, исто така и овде имаме зголемување, во делот за поедночување и перформанси. Затоа и потребата од овој ребаланс се извинувам и со тоа што имаме склучено договор со Министерство за култура за, кај што ни доделуваат средства, тоа е во оваа година, ни доделуваат средства од 2.932.700 денари, кои што ќе треба да ги инкорпорираме во овој буџет. Затоа и потребата од овој прв ребаланс. Доколку сакате, јас можам да почнам со образложението, односно вкупните приходи на ниво на ставки, кај данок од доход и добивки, од 1.400.000 со ребалансот се зголемуваат на 1.460.000, потоа кај даноците од имот биле со буџетот планирани 5.450.000 денари, а сега се 4.952.000 денари. Потоа кај даноците на специфични услуги со буџетот беа 23.160.000 денари, со ребалансот ги изребалансиравме и ги намалихме на 7.598.000 денари. Потоа кај такси дозволи за вршење на дејноста од 1.210.000 останува исто. Кај глоби, судски и административни такси, од 2.810.000 се намалуваат на 160.000 денари, кај такси и надоместоци од 1.950.000 се зголемуваат на 4.600.000, кај други неданочни приходи од 810.000 денари се зголемуваат на 1.176.000 денари, кај продажба на капитални средства немаме, продажба на земјиште и нематеријални вложувања, износот од 13.839.000 денари се зголемува на 29.839.000 денари и, како што споменав, кај трансферите од други нивоа на власта, односно кај дотацијата од надлежните министерства, добивме бројка од 61.105.000 колку што беа на почетокот на годината, сега им е зголемена на 65.455.859, во кои што влегуваат и 407.000 денари од пренесено салдо од минати години, за да можат единките корисници, трите единки кои што се во нашиот состав, да си го истрошат тоа салдо од минати години. Јас во образложението ви имам напишено, поединечно, кај која единка и за колку денари станува збор. Например, кај V1, односно градинката, тоа е износ од 140.680 денари, кај N1, тоа е основното училиште, 207.000 денари, 534, и кај К2, односно Домот на културата, тоа се некои 57.295. Или вкупната, наменска дотација, како што споменав, се зголемува на 65.455.000 денари. Кај трансферите од други нивоа на власт, односно кај основниот буџет, буџетот на општината, од 83.445.000 денари се зголемува на 96.376.000 денари и кај донациите од странство овде останува исто. Кај вкупните расходи, ни биле за буџетот 2024 планирани 196.663.000 денари, со ребаланс 1 за оваа година, тие ќе бидат 214.310.000 денари, или тоа може да се каже вака. На плати и на доместоци од 13.250.000, овде нема измена, исто остануваме и со ребалансот, исто и кај предонесите од социјално осигурување на работодавачите. Кај на доместоци имаме некое благо намалување, тековни резерви, односно разновидни расходи останува исто, патни и дневни расходи остануваме исто на таа сума, кај комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт исто така,
Имаме некој зголемување, значи кај ситен инвентар, алат и други материјали за поправка од 1.070.000 денари се зголемува на 1.570.000, кај поправки и одржување, значи од 3.539.000 денари се зголемува на 5 милиони денари, и други договорни услуги, значи од 6.571.000 се зголемува на 8.127.000 денари, кај други тековни расходи, исто и тука имаме некој зголемување, 1.147.000 денари планирано, а сега со ребалансот, значи 1.340.000, кај привремени вработувања исто така имаме мало зголемување, значи од 3.300.000 на 3.700.000 денари, каматните плаќања остануваат исто, субвенции за јавните предпријатија останува исто, трансфери до невладени организации, овде имаме некое намалување, кај разните трансфери благо покачување, значи од 5.959.000 денари на 6 милиони, исплата по извршни исправи, социјалните надоместоци исто така ги зголемивме од 400.000 на 600, купување на опрема и машини од 430.000 на 570.000 денари и други градежни објекти, значи од 71.122.000 денари на 81.277, вложување и нефинансиски средства, и овде има за малко, значи покачување за некои 40.000 денари и отплата на главница, бидејќи исплатен ни е долгорочниот кредит, овде имаме намалување, значи од 4.600.000 на 3 милиони денари, односно колку што е реализацијата. И да споменам дека, значи сите овие, значи што ги правиме поместувања од значи на износите, од некаде намалуваме, некаде зголемуваме, тоа е од потребата што нема. Како што помина име, да кажеме, значи скоро 3 квартали, од годината, значи забележуваме дека некаде можеби помалку сме предвиделе, а некаде повеќе, и бидејќи нас Министерство за финансии не оценува врз основа на ефикасноста, односно колку ние го извршуваме планираниот буџет, затоа и мора да следат овие законски, значи законски измени на буџетот и дополнување на буџетот. Тоа е така во кратки црти. Ви стојам на располагање доколку имате прашање. Благодарам за информацијата. Отворам расправата, односно првата точка од дневниот ред, одлуката за измена и допълнување на буджетна општина каса за која ќе се повезе ребаланс. Што колеги, дали некој два разбор? Во однос на подпрограма градоначалник. Од ставката 404-150 други надоместници, износот од 0 се заменува со 285.000. Добра. Немам ништо против, само сакам да знам што е. Само тоа е прашањето? Да знам. Не, Што добре. се тие пари? Сега, значи, конкретно кај таа ставка, кај подпрограмата ДО, односно градоначалник, може да приметите дека ние кај Совет, значи ги извадивме од други надоместоци таа сума, може да приметиме, значи од 400-450 од вашите, да кажем, надоместоци на советниците, и сметавме дека овде е подобро да ги ставиме, бидејќи имаме по неколку што ни се значи комисии, совети што ги имаме за социјална заштита и така, значи некако да ги одделиме тие две работи. За советници колку предвидено, толку исплатено, и секако за сите членови кои што членуваат во тие совети кои што ги споменав, значи пред малку. Затоа таа сумичка, значи може да приметите, од А0 е така, ја нема, овде ги ставаме тие средства. Тоа е заради тоа. Дали друго прашање? Исто и за наредното плача. 990, исто од 100.000 со 150.000. За други договорни мислите? Да, казах нешто, но пак други договорни. Да. Значи, јас сега не ви носам аналитика, тоа обично го правам со завршната сметка, за да видиме кај тие други договорни услуги што се исплатило и зошто, например, била курса. Така да тогаш мислам дека е најдобро, ќе го елаборираме тоа, но овде се работи, значи, за примитив дека имаме, значи, реализација на тоа конто, да кажам, 95%,
и затоа сметам дека ни остануват нели уште еден квартал, каде што тие некои пенсии така, тие можеби нема ни да се потрошат, но подобро да има. Затоа е тоа. Благодарам за прашањето. Дали некој друг да разговори има прашање? Јас сум би сакала во подпрограмата урбанистичко планирање рушење на објекти износот од 0 се заменува со 1 милион денари. На кои објекти се мисле точно сакала прецизирано? Рушење на објекти, искрено да ви кажам, го ставивме во случај да треба да се дојде до такво нешто, ама затоа мислам дека можеби урбанизмот треба повише да го прашаме, ама така ние значи во консултација со колегите од урбанизам сметавме дека тоа конто подобро да го имаме, бидејќи сега беше со 0 износ, доколку има потреба значи од такво нешто да дојде, затоа тоа би било. Значи затоа е тој износ. Така, и исто во делот на спорт и рекреација под програмата ЛА0, изгледа на други објекти, износот од 1 милион денари се заменува со 1.366.000 денари. Да, точно. Да, други објекти, тоа е за игралиштето сега што е значи направено, исто со поддршка игралиштето во Да, моментално на Партизанска и таму спрема договорот има и наше учество, а има и учество значи на приватната компанија Калтун, која што нели има донација и има значи наше учество и за тоа се тие средства дополнети значи. И за Бистренци, за тоа. За Бистренци. Еднакво имавме спроверено за игралиште во Бистренци, меѓутоа не беше успешно затоа што имавме една понуда која што беше со цена повисока од нашата предвидена. И во понеделникот е пуштена повторна јавна зарабатка која што е во тек да видиме како ќе бидат со вредноста на ова. Се надеваме дека ќе бидат во рамките на нашиот бюджет. Исто така ме интересира и тука за кои други објекти се мисле тука плюс 1 милион и 300 000. Тука на уредување на простор во рурални подрачја. Изграда на други објекти. Се извинувам, на која програма само прво? Под програма ПДО уредување на простор во рурални подрачја. Под урбанистичко планирање што нашата колешка. ПДО уредување на простор. И ово е значи и ово е согласно договор подпишан значи каде што ни доделуваат средства преку Вардарски плански, значи за да може ние да ги исплатиме. За тоа е сам согласно договори се сите овие зголемувања. А за какви други објекти се мисле? Изградба на други објекти, това не ми беше јасно. Ставката е таква изградба на други објекти. Ќе ви кажам, за ќе го испринтам сега договорот, да не мислам напамет, да точно да ви кажам за што се работи. Да. Прашање со ваков изград на други објекти се мислиме дека нешто ќе се граде, изграда, знаеш, и за тоа се буним. Добре. Во капитални прошоци на општината одржување згради, скоро 500.000. Да. Конкретно тоа може да видите, дел е за тоа. Точно тоа е. Баш тоа сакам да прецизирам пари се дадат да гледаме. Ето за тоа ќе бидат тие средства, доколку успеете значи да го средите. Само за тоа. Тоа сега вие ще може нешто да видите. Имаме И друго. самиот објект од два страни. Влага се појави некоја. Да. Тоа ми беше така. Конкретно ете за тоа, да. Може и овие може би ќе бидат премногу, може ќе бидат малку, но толку можевме значи со овој ребаланс да изребалансираме значи некои средства ете да се отпочне од некаде. И во капитални расходи као Добра? програма 4,6 милиона денара тоа за музеот. Да. Го споменав тоа значи пред малку нели што кажав за договорот, тој бидејќи го имав испринтано, другите ми се на мејл. Значи тоа е тоа што од Министерство за култура добивме 2.932.000, наше учество 1.670.000, значи точно колку што е износот на вкупниот договор кој што е поминат секако со јавна набавка. Значи тоа е баш за тоа. Гледате, го немаме претходно, износот 0 се заменува со 4.613.000 денари, колку што е договорот. За тоа е тоа. Сега во таа подпрограма нова. Исто и тука нешто за какви здравствени организации од 0
Од 0,291,9. Вака, тоа не е наша грешка, таму од Трезорот, конкретно од Трезорот од Велес, значи, сега, нормално, кој што работи, че сгреши, погрешно значи, самото конто, кој го куцаат налогот, го прекуцуваат, значи, погрешно, бројката 5.1 и 1.5 се превртува некако, и затоа ние, уствари, немаме плаќања, нели, кон здравствени организации од Министерство за здравство. Ние немаме никаква врска, ниту ингеренции во тој дел, и затоа, бидејќи тука има, нели, како се вика, реализација, затоа износот од 0 се заменува со 291. Затоа што сега, моментално, додека не е вчитан ребалансот, доколку извадиме реализација, и таа реализација стои, секако се гледа и во Министерство за финансии, ние стоиме тука со износ минус. А ние не смееме да бидеме со износ минус. Значи мора да имаш план за нешто да изреализираш. За жал, ете, тука настанало такава, нели, забуна. Тоа не е нас налогот ни беше во ред напишано, ете, човечка грешка, човечки фактор. И сега нормално. Тоа се некои работи кои се технички, како да кажа. Што мора да ги средиме за да биде се Не ме опрашате, се проверите. Нема проблем. Добро, ја. 411 има зголемување за превремени вработување. Така? Тоа е активното вработување што доаѓа така да завршите годината. Па ние нямаме друго активно вработување. Се еден човек. Не. Значи, тука, зошто ова да кажам на некој начин настана? Затоа што не ги превземавме, значи, предходно, нели, одобривме, и вие знаете, може да приметите во програмата В, кај детска градинка, значи, ги плаќаме, нели, неколку лица кои што работат во градинката, и наместо, не знам ете како, требаше едноставно самиот, значи, директорот на градинката да си ги превземе и секако троши од нашиот буџет. Имаме комуникација со сметки, значи за прв пат ете од оваа година. Значи тој си распишува тендер за конкретно, нели, за привремени вработувања и се договараме. Имате ли средства на сметката? Да, имаме, да, тој си ги плаќа. Тој не ги превзема и затоа, например, ние се судривме за да дојдеме во недостиг за нашите привремени вработувања. Затоа е тука ова конто е, мислам, зголемено. Тоа се случи за време на изборен процес, Да. тој што неговиот договор истекуваше крајот на февруар, а ние, мислам, нашиот договор крајот на февруар, меѓутоа не можеш да ги превземе веќе изборите беа на 14 февруар. И да нема За такви. слушани и сега ние уште плюс 2 месеци и додека да завршат изборите, 4 ствари не пана, веќе да 4? даме. Заради тоа се мора да имам така. Добро, значи нема ново вработување. Не. За теково. За тековите, да. За да може да им се исплати на луѓето плата нормално до крајот на годината. Добро. Дали има други прашања? Втората точка. Има. Оле. Тука кај капитални расходи за основно образование од 0 на 3 Милиони. милиони. Да. Конкретно за кај нели програмата, значи овде станува збор за средства кои што општината планираме, значи да помогнеме во процесот на за изградба на куините. За тоа се. Така. Доколку има потреба да може да пуштиме таму средства. Дали има други прашања? Дали има други прашања? Започвам старата, односно првата точка и пред одлука за измене и допълнување на бюджетот на општината Трекатија за 2024 година. Прв ребаланс и ставам на гласни. Кој е за вака предложената предлога нова петнајна. 5 гласova. Кој е против? Дали има поддржани? 3 гласа поддржани. Поминуваме на втора точка, предлог одлука за распределба на средствата од буџетот на општина Трекатија за 2024 година по јавна објава наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации. Добро, не мислите дека ќе
беа дел од еволуацијата на пристигнатите пријави, согласно правилникот кој што ни е за определување на критериуми за додавување на финансиска помош на Сдружение на граѓани, фондации и асоциации од буџетот на општина Демеркапија. Значи, спроведивме една постапка за начинот на финансирање на активности на здруженија и на фондации. Претходно некако цело време на претходни совети и претходни години се напоменуваше зошто нема јавен повик до здруженија и се, и решивме дел од активностите за родовата еднаквост да ги дадеме на јавен повик, со јавна објава да видиме дали има интерес, значи да се изреализираат од страна на здруженија или фондации. Во рамките на таа јавна објава, која што беше објавена во периодот на веб страната на општината, во периодот од 5.8. до 21.8. Во тој рок, определен рок, беше достигната една пријава и врз основа на евалуацијата на самата, значи, на самата пријава се констатира дека самата пријава, самото здружение на граѓани од женско лоби Демеркапија има, значи, доставено активности за 3 приоритетни области од програмата за еднакви можности, а тоа е управување со човечки ресурси во делот на приоритет 2 социјална заштита и во делот на приоритет 4 човечки права, со одредени, значи, предвидени средства, така што за првата активност, односно за управување со човечки ресурси, беа предвидени средства од 30.800 во пријавата, меѓутоа доделени одобрени 30.000 денари, затоа што со програмата се предвидени за таа активност 30.000 денари. За приоритет 2 или социјална заштита, во делот на овие активности беа предвидени средства во пријавата од 40.000 денари и толку се доделени затоа што во овој дел имаме поголем буџет предвидено согласно програмата и во делот на човекови права предвидени средства во самата пријава 85.000 и исто така доделени 85.000 денари и тука некаде околу 90, мислам, дека денари беа согласно 200.000 денари согласно програмата предвидени, што значи дека се вклопуваат овие вредности кои што се дадени во самата апликација. Согласно евалуацијата, самата пријава доби 66 бода, 66,7 бода, а со правилникот за да може да биде квалификувана за финансиска поддршка, пријавата треба да има најмалку 50 бода, што значи дека ги исполнува условите да може да се додели финансиска поддршка на апликација. Благодарам за информацијата. Отварам расправа. Втората точка на дневниот ред на Порука за распредел на средства за ушно општина Демеркапија за 2024 година под јавна објава на финансирање програми и активности на здруженија и фондации дадени до 12 години. Втората точка поверете на председател, како што кажа излагачот, Значи, една апликација Само една пријава беше доставена. Во тој рок од 15 дена колку што беше јавно. Колку имаше буџет предвидено средства за ставка? Они има 156 Во самата програма 250 беа, 200 беа. ние имаме предвидено 200, во повикот мислам дека беше ставено тоа 250 се само што имаме. Затоа што нели 50.000 денари се предвидени како финансиска поддршка согласно меморандум за соработка што има советувалишниот центар, да, регионалниот советувалишен центар, инаку кај нас е 250.000 денари, да. За сите активности според приоритетни области, кај што по програмата се офатени, значи 5 приоритетни области: управување со човечки ресурси, социјална заштита, економски развој, човекови права и здравство. Во самата програма за секоја област се предвидени одредени активности. Сите овие, например, предвидени активности во апликацијата се на некој начин вклопуваат во самите активности кои се предвидени во програмата. Сам дека апликацијата беше уредно наведено и периоди. Да. Комисијата имате на увид самата пријава објава која што беше, да. Еднакви можности. И плюс комисија за финансии спада. Да, комисија за финансии беше дел од евалуацијата на самата. Ја мислам дека вака што има вакво нешто, затоа што ние како комисија за еднакви можности реално имаме програма, меѓутоа реализацијата ни беше многу слаба. Така однадвор и мислам дека и убаво и сите ние како советници да учествуваме во сето тоа постапа. Па мислам дека и во самите активности на ова секаде во сите активности се вклучени и присуство и на комисијата на еднакви можности, координатор, да, и сите ја мислам дека координатор. убаво не само комисијата за еднакви можности, туку сите колку можеме
Да, доколку значи ако се појави интерес, При не значи реализацијата на овие ограничено, ајде да идемо присуство и на други. Добре. Дали некој друг да разбава? Поверете. За поздравување ова финансирање на невладени, мене интересира колку, дали имаме создание, колку имаме невладени организации во нашата општина. По број може би се многу, меѓутоа активни онака слабо. Во делот на родовата еднаквост, женско лоби е единствено, мислам дека здружение кое што функционира во таа стрикно само за родова. Инаку има повеќе спортски клубови, пошто ги гледате, значи вие побараните за финансиска помош која што ни доаѓа, значи повеќе спортски клубови кои што се така поактивни за одредени спортски настани, а инаку други некои здруженија, дали од социјална заштита, дали например кои што работат стрикно со лица за заштита на права на лица со попречено се. Инаку самата објава беше не конкретно за претежно за здруженија кои што работат на територијата, меѓутоа се даде можност да аплицира и друго здружение кое што активностите, значи да е примерот не готово, меѓутоа активностите ќе бидат во интерес на општина Демеркапи. Дали некој друг да разбава за прашање? Треба да разбаваме во втората точка, предлог одлука за распределот на средства во буџетот на општина Демеркапи за 2024 година по јавна објава на мерки за финансирање на програмски активности, здруженија и фондации, да ставаме гласен. Кој е за вака предложената предлог одлука? Мола генералка. Кој е за? 5 гласа за. Кој е против? Кој е воздржан? Со 5 гласа за предложение усвојено на втората точка продолжување на трета точка предлог решение за давање на согласност за формирање на групи со поголем број на деца и ОДГ Борис Трајковски Демеркапи за учебната 24-25 година. Го почекам директорот да се произнесе по однос на согласност за формирање на групи со поголем број на деца во ОДГ Борис Трајковски Демеркапи за учебните 20-25 година. Значи, во врска со ова точка за давање на согласност за формирање на групи во детската градинка, барањето се однесува за 6 групи и тоа двостепна група до 2 години, една група имаме. Тука имаме, бараме во самата одлука што треба да се донесе зголемување на број на деца за 3 или вкупно 15 деца. Комбинирана група 2 групи, зголемување за 5 или вкупно 25 деца, хетерогена група 1 група имаме со вкупен број до 20 деца, група од 4 до 5 години, една група со вкупен број од 20 деца и група од 5 до 6 години, една група со вкупен број на деца од 20. Значи, овие бројки што ги бараме во моментот, од кога сме почнати од 1 септември да речеме, ги немаме тие бројки. Значи, имаме помал број на деца, но негде очекуваме дека може би во текот на годината можеме да дојдеме до поголема бројка на деца. Затоа ние бараме како согласност да ако испадне да имаме поголем број на деца, да можеме да ги изгрижиме, да не ги оставиме децата на патот. Да речеме, групата до 2 години што е, имаме ние законската обврска од 10 до 12 деца. Ние бараме плюс 3 до 15 деца. Во случај, значи не мора да значи дека во текот на годината че има моменталната бројка ни е 10 во таа група, ама не значи дека може до крај на годината 12 деца ќе бидат, али да си оставиме простор ако во случај обично очекуваме пролет. Сега септември и обично пролетта има некој мало зголемување. Оставаме како бројка да можеме да испадиме во сусрет да испадиме на родителите за да можеме да примаме повеќе деца во тие моменти. И обично е тоа пролетта, кога се затоплува времето, може да се зголеми групата и
тоа се неколку месеци, што можеме да речеме со поголем број на деца да биде. Во моментот немаме таква бројка, но одлуката, барањето го даваме до вас, за да ни одобрите во случај ако дојде до поголема бројка на деца. И добро. Дали некој има прашање, поведете. Не да слушам, само сакам да знам за деца што се од 2 години, колку деца ќе имам натре? Како 2 години? Например, сега од 0 до 2 години имате... Да, од 0 до 2 години групата што е. Значи, таа има, законски е до 12, а ние бараме плюс 3 до 15, во случај ако има потреба да згрижиме некој дете. Сега ми кажете од 2 години до колку е една група? Од 0 до 2, значи има комбинирана група, да речеме таа од 1 годинка до, така се крстени групите, од 1 годинка до одење во основно, до училиште. Имаме комбинирани групи. Имаме хетерогена група, па од 2 години до 6 годинки. Група од 4 до 5 години. Тоа ме кажа, има деца од 2 до 6 години у иста... Да речем конкретно за поселка. Например, за поселка. Сега... Тие таму има помалку възпитувачи и сега да различна дивидиране. Може по 5-6 да ги ставаме иста група, мора да ги комбинираме. Да речем селка имаме група, што е во една просторија, така. И таму примаме од 2 годинки деца, конкретно за Бистрици, у објектот. Од 2 години до 6 години, значи деца. Една група е таа. И за тоа така, да. Да, тука поразделени се, да. А колку е од 2 години? Има? Води бекапи, значи колко е група деца? Од 0 до 2, од 2 до... 12 деца. 3 до 4. Сега добро работа. Од 0 до 2 имате 10 деца. 10 деца во овој момент, да. Од 2 до колку и До 3. до 3. Од 3 до 4. Значи, обично така ги правим, ама конкретно комбинираната група што ја имаме, другата, едната е Владимир Карпов, комбинираната група од 1 година до 6, таа е уствари група од над 2 години до 3,5, 4 години. Ама не е чиста група од 2 до 3, туку е комбинирана, пошто има и од 3, има и од 2. Затоа е така надскопено. По правилник. Не се губили сто 200. Не. Дали некој друг има прашање према директорот? Пошто никој не има разбор, го заклучувам предлог решението за давање на согласност за формирање на овие групи со поголем број на деца на Јеловиј Борис Трајковски од Империкапија за учебната 24-25 година оставаме гласен. Кој за овакви предлог решение молам да не рака. Едногласно, 8 гласа за, нема поддржано, нема против. Благодарам. Повинуваме на четвртата точка, предлог заклучок за усвојување на годишна програма за работа на Јеловиј Борис Трајковски за Империкапија за учебната 24-25 година. Помолам директор да се произнесе. Значи, годишната програма за секоја година не е законска обврска, во која конкретно се наведени неколку, во самата структура на програмата се наведени неколку точки, неколку подточки, во кратки црти можем да ги прочитам точките на програмата, да речеме подеден вовед, услови за работа и организациона поставеност, организација на животот во детската градинка, планирање и подготовка на воспитно-образовната работа, стручна педагошка дејност во детската градинка, план и програма на стручните тела вработени во детската градинка. Првата точка се опишени принципите, поедовните основи за организирање на дејноста, место и функција на дејноста, цели и задачи и така натаму. Во втората точка од програмата се остави во опис на локацијата на објектот, објектите, просторните услови, опременоста, работното време, стручна литература, број на воспитни групи и деца. Третата точка се состои во опис на организација на животот и работата со децата од 0 до 2 години и од 2 до 6 годишна возраст. Четврта точка е планирање и подготовка на воспитно-образовната работа.
Пета точка се состои од опис на здравствената заштита на деца, јавна и културна дејност, соработка со родители, стручно усавршување на згрижувачкиот и воспитно образовниот кадар. Шеста точка опис и програма на работа на соручните служби за воспитна 24-25 година. И седма точка опишани се работните места и работниот однос на работените во градините. Во кратки црти, тоа е годишната програма. Друго не знам што би го дал. Благодарам, директоре. Годишна програма, горе-доле се повторува на годишните години. Генерално параметрите поднос на деца, поднос на некакви проекти и така може да има промени. Да. Обуки, да речеме, значи, ако имаме текуно планирани обуки, вели се. Благодарам за елаборацията. Да имаме два разговора по однос на четвъртата точка, однос на заклучокот за годишната програма. Поведете. Аз съм се дала едно кратко прашање. Според годишната програма за работа, в делите има просторни услови објекти во Истрајковски за работа. Добро. Предпоставувам да ги имате сите простори. Моментално за тие деца. Трапезарија од подниките. Да речеме, да. Не, мислам, не е случај, не е дека генерално на градинки, не е околниците, не е големи околници, си имат си јавни деца там. Не е нешто што не е взело окей. Убаво е да има, да, али не е дека нешто е... Значи, ходникот е трапезарија, таму јада деца. Да, таму јада деца. Има ли съответни услови? Па да, значи, тоа е плочка е долу, масичките мери се реда, јадењето се чистат, маси, дезинфекција се прави. Од ја имате ходник и имате плюс трапезарија. Да, трапезаријата, само таа трапезарија сега дефектологот Наташа Икајнас работи со дечините таму, у тие простори. Имаме плюс и други работи, што генерално нема зимски, летни и пролетни изработки работи, што мораме да ги ставаме негде. Нямаме таков простор. Камагацин да речем или генерално со тоа не е офанат тие простори и плюс имаме се работа таму со дечините. Пошто таа работа налага да индивидуално со секоја дете. Значи, да. Вие сте наставили дека имате просторни услови, тоа ви е доволно што ви е? Во моментот да. Доволно и не е нешто што е грешка, да речем. Убаво е да има, да. Тоа не е. Убаво е да има и многу други помошни простори, али во моментот е тоа што е тука. Убаво е, пак ќе кажем, да се надоврзам, убаво да има простор за воспитувач, нека канцеларија за стручен сорок да си седна, за неговатрика, што има некои градинки, по-големи градинки, други простори. За сите работени имате доволно простори? Просториите се тие, да, 4 занимални, 4 групи, плюс е... Да. Во овие момент, да, добра, би било добро да има повеќе простор. Не е спорно тоа. Значи да имаме повеќе простор, да имаме трапезарија, да имаме и други помошни простори, да имаме, да речеме, простори што би било за перални, сушари, да речеме, некои такви работи, да имаш магазин, и што, например, некои работи што текорно не ни треба, изработки било што да има кај да стане. Така, да не бидат занималните. Дори можем да кажем дека би било добро да имаме за секоја група посебно училница, да кажем, или занимална, посебно спална. Тоа ништо по-добро. Не, би било многу по... Секаш би го жело по-добро. Не, да, би било многу... Да, генерално, да, сега в моментот, да, така е. Се снаоѓаме едноставно, не дека толку не е проблем, али, например, убаво е да има по-голем простор. Али, генерално, си е окей. Простор не се занимавате и се тоа. Дали има други прашања и коментари? Пошто никој нема разговор, го заклучувам. Претресот и четвртата точка предлог заклучок за изготвување на годишна програма за работа на Борис Трайковски индикатор за учебното управление до 20 година. Доставаме глас. Кој е за рака? Предложение предлог заклучок во генерален. 8
годишното извещение. Кажем дека состои од неколку точки, подточки, во кои во кратки црти ќе ги наведам кои се, како се. Значи, како и годишната програма, годишното извещение има поглед, подобни основи за изготвување на извештајот, организација внатрешно уредување услови за работа во градинката, значи работното време, структурата на вработените во градинката, просторните услови, опременоста, стручната литература, аудиовизуелни средства. Четврта точка – организација на животот и работата на децата, во која точка се опишува број на деца и групи, организација на севкупната работа на групите од 2 до години и севкупната работа во градинката. Пета точка – реализација на програмата во програмите во водското образовната програма за 23-24 година, на совет на воспитувачи, негователи, извештен од работа на дефектолог. Шеста точка имаме здравствена дејност, водење на досие за дете, следење на физичкиот развој на детето, организација на задолжителни медицински прегледи на вработените, набавка на средства за хигиена, контрола на хигиената на работните објекти. Седма точка – реализација на јавна и културна дејност. Осма точка – соработа со родителите, што подразбира родителски средби, секојдневна комуникација со родителите при доаѓање и испраќање на децата, стручно усавршување на стручните лица, тоа подразбира обуките кои се вршат, кои ги следат вработените во градинката, финансирањето на дејноста и така натаму. По кратки црти, значи извештајот треба да го покаже за претходната година за што се работело, како се работело и сите тие работи што се реализирале. Добро. Отворам разговор по петата точка, предлог заклучок за усвојување на годишно извештај за работа на Јован Борис Рајковски за 23-24 година. Отворам разговор, дали некој па разбор или има прашање? Пошто никој нема разбор, го заклучувам петата точка, предлог заклучок за усвојување на годишно извештај за работа на Јован Борис Рајковски за 23-24 година. Го ставам на гласање. Кој за вака предложено предлог заклучок на овој генерал? Едногласно 8 гласа за, нема против, нема возражање. Поминуваме на 6 точка од дневниот ред. Благодарам ви. Предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за работата и постигнатите резултати на Општинското основно училиште Клиничен дом Загреб и Скадер за 23-24 година. Благодарам, че дочекаме представянето. Општинското основно училиште. Годишниот извештај содржи 5 поглавја. Најпрво да кажем дека сите 180 наставни делови кои што се предвидени според наставни план се реализирани, немаше застои и според тоа и сите наставни програми кои што се предвидени во наставниот план и програма од Министерството беа реализирани. Во насока на успешен старт на учебната година, најпрво во текст на летниот период беа направени сите неопходни подготовки од страна на поголемите инфраструктурни работи. Ќе го напоменам
реконструкцијата на кровот во подрачното училиште во Бистренци и поставувањето на фотонаклонските панели кои што придонесуваат кон енергетската ефикасност на училиштето и секако обновувањето на опремата во кабинетот по информатика. Во однос на бројната состојба на ученици, оваа година, минатата учебна година, значи успешно е завршена скупно 316 ученици, немаме повторувачи. Следува табеларен приказ на бројната состојба, поделени се учениците во однос на етничка и полова припадност и можеме да забележиме дека има мешан состав на ученици со исклучок на подрачните училишта во село Крштево и село Челевец, каде што имаме 100% припадност на роми и 100% припадност на турци. Во другите училишта составот не е мешан. Во последната табела број 6, која што ја представува бројната состојба на учениците, видливо е дека имаме благо опаѓање во последните 3 години, континуирано опаѓање на бројната состојба на ученици. Најдрастична промена има во подрачното училиште во село Корешница, додека на ниво на училиште исто така имаме благо опаѓање. Во однос на осипувањето на учениците, т.е. намалувањето на бројот, да напоменеме дека минатата последната учебна година имавме значително помалку осипување, само 2 ученика ни се отпиша училиштето по однос на иселување на цели семејства, за разлика од претходната година кога беа испишани дури 12 ученици. Во следното поглавје е представена структурата на наставниот кадар и на стручните соработници. Следуваат деловите за работата на директорот и на стручните соработници, програмски задачи кои што се извршуваат според планираните во годишните програми, да се секој во својата годишна програма. Сега, кога сме кај успехот и поведението на учениците, заклучокот е дека оваа година, последната учебна година, имаме за нијанса подобар успех од претходната. Во последните 5 години успехот постојано се движи во тие неколку децимални бројки од 3,60 па до околу 3,80 се движи. Во табела број 11 се прикажани конкретните бројки за секое училиште, централното и подрачните посебно. Во однос на минатата година имаме подобрување, значи за 0,02. Тоа е генерално еден добар успех, што не значи дека може да биде и подобар. Секако. Сега, во однос на поведението и изостаноците, оваа учебна година имаме драстично намалување на бројот на неоправданите изостаноци. Од минатата година, кога биле 5,46 неоправдани изостаноци за секој ученик по просечно, оваа година е повеќе од пола намалена бројка, 2,33, и тоа секако добро, а рака под рака неоправданите изостаноци си одат и со бројот на изречени педагошки мерки, така да и тука стоиме добро. 98,42% имат од учениците примерно поведение, што значи дека состојбата со дисциплината исто така задоволува. И тоа најчесто педагошките мерки се изрекувани за екстремно слаб успех. Сите негативни појави ни доаѓаат од семејства од ранливи категории најчесто. Во понатамошниот дел следува приказ на остварените резултати на надарените и талентираните ученици кои што имаат учества на надпревари
општински, регионални и државни. На државни надпревари мал број на ученици стигнуваат, само 20 во минатата учебна година. За жал немаме награда на државен надпревар, а на регионален и на општински имаме доста. Во последниот дел се прикажани сите наставни активности и проекти кои што ги има многу, кои што се реализираат во рамки на посебните програми кои што училиштето е задолжено да ги реализира. Имате програма за меѓуетничка интеграција, програма за антикорупцијско образование и ред други кои што и тековно излегуваат секоја учебна година, а проектите исто така не се малку. Сите се опишани, учеството е во прилог на развојот на децата и како предлог за клучоци и мерци може да се констатира дека се подобруваат условите за работа, учење и престој во училиштето. Подобрено е нивото на професионален и кариерен развој на наставниците со измените во законот кои што настанаа. Значително, но се уште недоволно се подобрени инклузивната клима и инклузивните практики во училиштето, намален бројот на изостаноци, зголемен е општиот успех на ниво на училиште, намалено е нивото на осипување на учениците заради иселување на цели семејства, констатирана е потреба за зголемување и подобрување на компетенциите за работа во однос на подрачјето на работа, поддршка на учениците, и за нивото на дигитална писменост кај учениците и наставниците не е на задоволително ниво. За надминување на овие ситуации, предлог мерки се интензивирање на соработката со родителите, стручно усовршување и проширување на компетенциите на наставниците, подигнување на нивото на дигиталната писменост кај сите и кај ученици и кај наставници, користење на современи методи и форми на работа, зголемување на нивото на промоција на учениците, обезбедување на туторска поддршка и поддршка од лични, т.е. образовни асистенци за сите ученици од ранливите категории и проширување на соработката со надлежни институции со цел помош на ранливите категории на семејства, каде што има и најголема концентрација на негативни појави кај ученици. Това би било. Ви благодарам за прашаната колаборација. Судејќи по резултатите, сте имали успешна 23 односно 24 година. Имаме многу добри успехи, покажете и имаме одлични успехи и поведение така. Да. Ви благодарам. Дали некој бара збор во однос на 6-та точка од дневниот ред, предлог заклучок за условување на овогодишен извештај за работата и постигнатите резултати на Општинското основно училиште Димиче, както во Габровска капел, случајот од 23 година. Имаме широка елаборација, мислам дека прашања се слушна и благодарам. Кој е за вака предложение предлог заклучок во овогодишен рака? Сак да прашате? Кој е за вака предложение ново да крене рака и да се избиваме дека не е еден глас за кој е против, дали е поддржани, 3 гласа поддржани и благодарам. Продолжуваме на дополнената 7 точка од дневниот ред. Правилникот за изменување на правилникот за условите, критериите и начинот за задоволување на општинските стипендии на учениците и студенти во општина Капел. Помолам представникот на општинската администрација. Благодарам, председател. Значи и претходно спомнав зашто овие измени ги видовме пред објавувањето на самиот повик во тек месец септември, каде што имаме и опреска согласно правилникот и одлуката да ќе започне постапката за пријавување на кандидати за ученички стипендии и за стипендии за ученици и за студенти. Меѓутоа ете при самата подготовка видовме некои незначителни, меѓутоа сепак кога веќе ги видовме да ги искоригираме тие измени. Измените се однесуваат по член 3 став 1, каде што
во самиот член е наведено дека општина Демеркапија за учебната 2022-2023 година ќе додели 3 стипендии за ученици и 3 стипендии за редовни студенти. И сега во моментот кога сме го подготвували правилникот, затоа што веќе трета година поред кога ги објавуваме овие повици, и од 2022-2023, меѓутоа тоа е пракса и за секоја наредна година, и заради тоа овие зборови за учебната 2022-2023 ќе додели се заменуваат со зборовите доделува. Значи општина Демеркапија доделува секоја година се додека не се укина овој правилник. И во член 4.2 се вршат следните измени, тоа се зборовите од најмалку 8,50 се заменуваат со зборовите од најмалку 7, а тоа е затоа што лани направивме промена на табеларниот преглед во делот на просекот при кодирањето на студентите, каде што ја намаливме таа граница од 8,50 на 7, најмалку 7 просек, меѓутоа во текстуалниот дел не сме го измениле тоа најмалку 7. Па да ги измениме, значи да ги коригираме тие измени во делот на правилникот. Дали некој бара зборка, односно седмата точка од дневниот ред, односно на правилник. Пошто никој нема зборка, заклучувам претресот и овој правилник за изменување на правилникот за условите и критериумите и начинот на добивање на општинските стипендии за ученици и студенти на општина Демеркапија да става на класа која е завадена правилник, но е рака. 7 гласа за, дали има против? Има ли поддржан? За. Се извинувам, 8 гласа за, нема против, нема поддржан. Објавување на 8 точка од дневниот ред, објавување на барање од физички лица. По претходна координација со колеги и советници донесихме имаме 3 барања денеска од страна на наши сограѓани. Првата е од Славица Величкова. Се согласихме да доделиме 10.000 дејана, која е свака предложената сума, имаме рака. Едногласно се гласа за, нема против, нема воздржан. Втората беше од нашите граѓани, што болест, вредност 20.000 дејана, во интерес на приватност на физички и измените. Претходно, кој е завадено предложение? Влада Петкова, 20.000 дејана. Молам да гласам, кој е завадено предложение? 8 гласа за, нема против, нема воздржани. И третата е Елена Делникова, станува збор за еднократна парична помош 6.000 дејана, која е завадено предложената сума во рака. 8 гласа за, нема против, нема воздржани. И последната точка на дневен ред, може да го поздравим до началото, и да го кажам да го има ни биде чест неговите изомачи, които на седмиците да може да го благодарим. Да, бидете прашања. Имаме следните прашања. Отпара расправа, односно следните прашања. Молам колегите съветници да бидат креативни и да поставят много прашања да го началото, за да може да поведат отпара расправа. Поведат своје начин. Имаше прашање во врска со септите што се поднос организацијата на наставните секции на изявување. Имаше да осмираш много за това дел. Имаше на наша пријава до изгледувача. Од страната ще заче. Нападение има предходно на Совет месеци съветници да започва да донесохме разговаряне за политическите статии. Това ще го отворим това прашане. Значи това се отдели на се обектът се доложи и това. Ние само ведно ще имаме, значи за пред скоро време се команда, началник на сфера на работа на днешния състав, с цел да направим една каритативна акция за младите, когато гледаме програма с унищожение нужда на отрима и возенето пребързо с втория най-много събота. Това не ли се отстави за това, защото да закажем ден
Цанов от новия команди разговаряхме дека сега по-голем дел на полицајци на готови демократија веќе се на она последни добок, не знам како им се вика, предавањето го ги изслужат, добуката директно што е содрат државности, дека че овозможе по-големата полицейска контрола во демократија. Исто разговарав за поставување на камери, да можеме да им наречем шпионски камери близу урбаната опрема да ги поставиме. Државите има посебен закон и мора да размислиме за жал за това, че ни бидат предложени на неофициални средства и на вас неколко проект да направиме, за това што урбаната опрема тая всички граѓани не ги даваме ние като совет парите или общината, това се каже на граѓаните, што било да ги кажем на младите деликвенти, а може би и по-старите, и да уништуват, че мора така да поставяме, за да го зачуваме. Исто така, мене може некој да се постават некои камери, сега пред се тръгвам като майка, или малко дете, стварно нема кај да го десме детето. Там тоа се уништиле тоа там. Точно то еле тука на площадот, не може малко да се среде на тие желејаста деца. Едно по едно го поправяме. Значи, овие 3-4 дена последни го поправиме што е во паркот, така че имаме попратки и легло. Што ги поправяме за една недела се уништени. Не знам това да е во група. Камери не може да поставим, на жалост. Там не може на многото играти. Без дозвола не сме ги поставим, меѓутоа треба да вземем најверојатно пример од општина Кривараци и како смарт систем да имаме нека мала сервер соба со тие специјални дозволи и сето тоа да направиме неколку локации каде што е урбана опрема и мислам дека Кривараци со онаа што е студиото има поставени визиски на дозволите до градот и като што зборував пак со дел од полицијата во Животите, значително овие проблеми се намалени. Мислам дека ще треба да инвестираме во наредниот период, наредните 6-7 месеци и ние неколку може по наредно може да ставиме ставка и да ги покриеме тие делови што мораме да ги покриеме со камери. Исто така има на Типешка една вода тече, не може некој да изпрати од комуналното да провери, да се санира тие проблеми, да се види што се прави там, значи да може цело време таа улица да биде со вода, кај е таа вода, кај тече таа вода, да се види, да изпратите некој. И на Типешки на вака увиден проблемот, неколку пати има поштено дописи до водостопанство. Ние на жалост не сме надлежни на тоа. Се надеваме дека некој една влада ќе размисли да ги даде надежност на водостопанство да управува локалното самоуправство. Не знам, 100 пати имаме слика на екрана и написани всекако и замолихме граѓаните што се у близина на тие делови кои што го сметалат, внесат тужба до надлежните. Не знам сега дали се може да за човек, нешто што ваде или не ваде, не знам што е. Водостопанство Тиквеш, од делот Нелебразна, војна делот на Картите живее. Цепка еднаш на идоме се измолихме и јавно поставихме над негде околу 30 метри и пак на тој дел тоа се не мора да поставим. Тоа сега многу помал за тоа, колку што беше пред 2-3 години. Тоа што измолихме некој, не знам, со некој приоритетски и пак делно защитим. Много и последното прашање ми е од организацијата за Панајло. Те да не защитали, може да се добие колку пари, например, за легла во општината, колку пари за комуналното. Така ли се поведени пари? Согласно одлуката, значи дел од средствата само на площадот кој што беа лоцирани, дали тоа беа тезги, например, простор користење, значи беа собарени во општината. Меѓутоа, на дел од локацијата од Машалтито, според скицата која што ми беше, што имате, Машалтито од детската градинка, како би го кажа, завршувањето на площадот па надолу и паркот, тоа беа, значи, надлежни се на некаква бошови, средствата се кај нив. Значи, прибирањето и
ако може от придобити средства, не знам. Во извештаите секогаш ги прикажуваат колку, значи, имат Можеме да ја прашаме нареден период и да пуштите во пример групата на Стојдов, нека ги има извештај од тие точки да видят како и од нека ги има колку се привреме. Да, и ще е много, само не съм докарал да среда това, малко нещата е стварно за никъде и пред панажа, и после панажа, тя е катастрофа, нещо да се среда, да варно да се смета. Јас точно знам се некаде долго и со медларки и наракани. Со кучињата пак имamo. Со кучињата пак има. Че има цело време проблеми, за брзо време мислам да таа одлука каква не е донесена од страна на Совет. Не знам, сега че имаме, значи, може би наредни совети, че имаме вече за тоа што Не е добро. вчера се состана конститутивна седница на управниот одбор на стационар Шепа. Да почекаме така. На нареден совет се надевам дека ќе имаме статут, да разгледаме систематизација и сите тези да може да се они екипират и... Пак ќе кажам, тоа не е 100% решение. Значи се договараме интересно да изработиме со сите од општината, пред да почнеме функционирањето, да се направи попис на сите ограниченија што се гледаат дома. И на тој начин да се оборат со камерите ќе имаме некаква заштита за пуштање на тие кучиња што се скитници. Да сите ми е јасно дека од други општини пуштат тука и да трета општина во четврта и на кој начин само се одбрани. Трејси ни направи голема услуга, меѓутоа и се повезуваме на целата работа само што се може за таа работа, а ние се повезуваме и жители од цела општина, што покрај тоа жената што прибра доста ограниченија, цело време има кучиња скитници. И мислам дека се облачило решение, значи од кога ќе се направи пописот, со ова ќе мора да имат сите путерња да бидат чекирани и вакцинирани и доколку се јави некој проблем, тоест кучето е на улица е во собственост на некој од граѓаните, да се постапува согласно со законот. Добро. Дали има и прашање? Ајде, ти да се задавам. Јас сакам да се информирам начално, че каде работите со влезот на Декапија за управлението на кружен тек на новата улица. Кружен тек таму нема да направиме Како точно. ќе се регулира Точно. бајата од десно? Ние за вака се за делот од како се вика од петля да се ингеренции на државата. Ние со делот до урбанизам неколку пати имаме повикано инспектората Лидија, мислам дека се викаше од Југелија за патишта, не ме фаќате за збор. Последно беше пред 2 години за Опелија, за изработка на проект, каде што би имало кружен тек. Проектот не знам дали е изработен во ЈПД, неколку пати сум бил со притиска за таа работа, за да се може да се уклопат и старите петли и новите петли и да не биде оноа старите подвигувањето да види што тоа што не се. Иначе не сме го нашли. Знам дека не се надежда што осетени, што докаде е комуникацијата со Не ми се не вели патишта. Ние неколку пати писмено имаме доставено до неколку Повикани повикани се инспектори. Да. Искрено не знам кога повеќе има реализација. Знаем, че така ще прашам за на апартаментите до Челенец, имате почка имахме за експроприација на местата кои што филират и докаде убава процедура. Тој пат нема да го градиме. Се шалам. Значи, потрошиме во минатата рече со цел тендер за проектна документација тој пат. Сега со средствата од главата сме во комуникација со секретаријатот на главата, каде што општо инженерите, на жал, затоа што сме малци жители, што добијаме малци пари, негде на 10 милиони и 200. Целата инвестиција на тој пат со неколку
Орешница не треба експроприација, има една причина позиција и некови наследници и едно момче е во Германија. Тоа што е во Германија се на крајот на месец ќе се дојде и ќе го експроприираме, ќе видиме и другиот дел. До година ќе го почнеме од Орешница, а до оваа година, значи со тие 10 милиони и 400, однесена проектна документација со сите дозволи до Министерство за локална самоуправа и негде, ако се сечавам најдобро со бројки, километар и 400 од последното асфалтирање на Кечеровец на назад, кога се вратиме преку Джейликот, така се вика што најдобро Джейликот, надолу километар 400 треба да бидат завршени у наредните 6 месеци. Целиот опфат инаку е од местото во Орешница до горниот дел кој што не е асфалтиран 4,5 км. Меѓутоа почнав километар и пол ќе се направи сега и мислам дека за неколку години треба и тој да го заврши. Значи да ги планирам чисто онака, тек се разпишани се некои изверници и изгледувачи на осветлување од цела околица од стариот мост до Верницо и паркот ќе биде осветлен, има различни тендера. Постановачко објавување игралишто во Бистренци, извинете, 33% добивме првично постхабан вако, со министрот за спорт е разговаравал дека ќе го продолжи на делот со стадионот, иначе ни го остануваше 2-3 милиона да инвестираме во посетување на теренот и ќе го записали тази смора да заиграе на тој терен. И дел бехме на состанок со Министерство за образование за двата проекта. 3 милиона денари ние одвоихме од душите си да ги изгласите сега. Барем пробниот дел да го заштитиме на книга, там ќе предвидеше 9 милиона денари. Решуваме двете дека ќе ги даде дел од јануари февруари. Тоа се текови, ќе правиме сега нови проекти, најчесто за обиколниците, за постовување на тротоари Партизанска до ќе биде навки асфалтираната наоколу. Орцен ход. Последната век избор да изгледувач улицата на Хилядометрови и таа ќе да се бетон точки 3 метри ширина, затоа што нема некој сообраќај, многу луѓе не живеат. Тоа се наредните работи што ќе Да, и решавање на проблемот со сферската канализација на улица 11 октомври. Ще имаме многу реакции, значи ќе имаме реакции и при вас веќе, таму дополнително ќе стават 11 октомври што два крака со атмосферска канализација, која ќе се бива директно во Дошница, подпад во Дошница и таму ги тарниме беше проблемите и таа не објавя. Не. Во планот не е внесено за во месец октомври во планот. Октомври месец ќе објавя. А за овој канал Партизанска улица што требаше да се прави, да се опатат двоите, односно Партизанска да нема за атмосферска вода. Силично проектна документација не е направена за по Партизанска. Планираме во успење сега што да разпишеме новиот што ќе почне за месец и пол плана да Партизанска ја фанеме со тие неколку шахти поголеми. Тоа е проблем таму, кога Партизанска буквално плива цела. Речи сегде не е проблем и за жал шахтите каде што има Партизанска, пошто полу има атмосферска канализација, не се добро да правиме. Те се мали. Така било во тоа време, може би било друга клима, малку такви врнежи и дождови. Сега сакаме да направиме со негде околу 50-60 да има шахти на секој крај Партизанска и баш пред мост да се стане дел од водата околу 2 метри долу директно во коритото на реката и да се одвојне малку спува од сега. Имаме што светска канализација,